Милионски загуби поради недостатоци во законските и институционалните рамки, слабости во процесите за доделување, надзор и спроведување на договорите. Државниот завод за ревизија по направените инспекции констатира дека реализацијата на договорите за јавно-приватно партнерство не обезбедуваат ефикасни јавни услуги и подобрени инфраструктурни објекти. Приближно 80% од договорите биле склучени со единствениот најповолен понудувач, што упатува на отсуство на конкуренција. Констатирана состојба на склучен договор за јавно-приватно партнерство со време траење од 96 години, што е спротивно на законскиот лимит од најмногу 35 години. Во тек се судски постапки во кои јавен партнер се јавува како тужена страна за долг од приближно 3,9 милиони евра. Утврдени се слабости во самата содржина на склучените договори, што представува можност од неисполнување на обврските на приватниот партнер, а при тоа нема услови за наплата на казнени пенали. Утврдени се вкупно 68 договори за доделување на јавно-приватно партнерство, но поради несоодветно воспоставена евиденција, постои ризик бројот да е над утврдениот. Со извршената ревизија опфатени се 25 постапки за јавно-приватно партнерство, при што од расположливите податоци утврдено е дека јавниот партнер наплатил надоместоци во износ од приближно 1,5 милиони евра, додека на приватниот партнер му платил приближно 3 милиони евра. Вкупното учество на приватните партнери во овие договори изнесува приближно 37 милиони евра. Еден од договорите за јавно-приватно партнерство на кој ревизорите укажуваат е комплексот Македонско село, за кој наведуваат дека ако во иднина не биде ставен во функција и редовно одржуван, постои ризик истиот да биде целосно оштетен од надворешни влијанија и човечки фактори. Инвестицијата на државата во комплексот Македонско село не ги даде очекуваните резултати, поради што за изнаоѓање решение и негова употребна вредност во 2016 година се склучи договор за воспоставување на ЈПП. Сепак договорот кој бил склучен без доволно подготвителни активности и анализи, не обезбеди долгорочна соработка и економски придобивки, поради што беше раскинат од концесионерот во октомври 2018 година поради економска неисплатливост. Ревизорскиот извештај нотира и нереализирани договори меѓу владата, Министерството за здравство и други економски партнери, како и меѓу останати институции на локално ниво низ целата држава за периодот од 2017 до 2024 година.